Добро дојавте во моето ново видео. Денес ќе снимаме со Кико Лазар за некој автомобил, така да останете до крај на видеото. Има што да се слушни и за што автомобил се работи. За да не поддржите, обавезно пишете во коментар со кој автомобил сакате следно да снимаме. Лајк и обавезно субскрайб. Здраво, Кико, ми што прифати да снимаме заедно. Добро те најдов, фала ти на тебе што ме викна во овој серијал, овој контакт за автомобили. Ова е моето Volkswagen Vento, 97 година, 1.9 TDI, 90 кунски сили, ознака на мотор AKU. AKU ти е генерацијата по 1Z, поради причина што 1Z е првиот некогаш измислен TDI мотор кој се да кажам инсталира во Audi 80, Passat B3, B4, Golf 3, Audi A3. Овој мотор ми дава 90 конски сили и 202 ньютни обртен момент, кој е доста респонзивен, доста економичен мотор, потрошња има многу добра, масло ни капка не троши и се разбира секој мотор ако се одржава ќе има и век, ако не се одржава нема да тера. Колку години имаш колата и дали си задоволен? Вака, значи колата е 2014 година донесена од Германија, од градот Бохум. Мојот татко ја дојде со возење. Од 2023 јас константно ја возам колата, јас ја одржавам. Има неколку измени да кажам на самата кола. Не е нешто спектакуларно дотерана, затоа што сепак ова нема крај поради причина што е скап спорт и едноставно не можеш да се задоволиш едноставно со кратки црти. Значи цело време само секој ден нешто ново само нека нова идеја да сакаш да смениш сега овие бандаши, утре други бандаши. Нема едноставно крај. Има фаза каде што ќе кажеш таман сум, не ми треба ништо повеќе. Ама да е готова колата, нема никој пат да е готова, тоа сите добро го знаат кои се занимаваат со овој тип на спорт и имаат желба и кеф со автомобилите. Супер, што имаш најпрво вложено во колата? Па вака, најпрво кога зедов возачка дозвола 2023 година, прв влог што направив е Радио Пионир, поради причина што сите ние, да кажам, почетници што сме биле, ни било кеф добра музика во кола, за кога ќе се возиме, знаеш, да имаш добра музика. И буфери. Ставив Пионир радио, звучници, магнат напред во вратите. После имав ставено и навлаки на седиштата, па ги имав извадено поради фактот што овие седишта што ги има овој автомобил се многу ретки за ова класа. Кремави седишта се ретки, повеќето се црни и Golf тројки Vento. И после тоа, како што си идеше периодо и времето, лед сјалици, пластики некои, фоли, да кажам, еден санстрит, друг санстрит, како да кажам, нема крај едноставно. Само замислата, кога ќе замислиш самата кола, кога ќе се опулиш во самата кола и се гледаш и си поставуваш сами од себе си прашање. Што е следно? И што е следно, што е следно и нема крај едноставно. Да. Само натаму. После имав замено борбет бандаши 15-ки, кои беа многу тешки за ова кола. 7,5 лиота беа тие бандаши, 15-ки со 195-50-15 гума. Вриденштайн мислам дека беа гумите и доста лоша состојба беа гумите и од самите вибрации кои се ствараја се оштетија предните лагери, па морав да ги сменам. Потоа и задните лагери и едноставно редовен сервис на 10.000, 1040 Bluetronic масло, од кое, да кажам, и во мене и во татко ми колата, не е сменато маслото. Bluetronic 1040 исклучиво. И можам да ви потврдам и тие кои возат 1.9 TDI 90 коњи знаат дека овие мотори масло не трошат. А колку си задоволен со потрошњата? Потрошњата? Па градска
Градска зависи на кој тип ја возиш колата, колку души се возат. Во моментот колата ја возам на Dodge Racing 16 бандаши со 185 55 16 гуми Continental. Потрошњата е околу 5,5-6. Отворено, градска знае да крени 6, зависи 7. Зимно време, летно време, се тоа зависи од начинот на возење, времето, ладно, топло, тие работи, да кажам, се стално различни. А мене никој не ме интересирала потрошната, поради причина е кеф и секој кеф се плаќа. Така. Друго, Ајде да се надодобрсам, не е некој мотор со голема потрошња па да ти е, да кажам, како немир, троши 15, троши 20, знаеш, па горивото поскапва, па ефтинва. Добар мотор е и може секој да поседува овој мотор. значи задоволен си. Задоволен сум, да. Супер, дали може да научиш од овој автомобил 3 мани? Што има 3 мани. Што не ги знаат луѓето, пример што го имате исто автомобил. 3 мани. Сите Golf тројки и Вента, да кажам, тој опсек на возила, имат најголем проблем со самата брава, каде што се пали самото возило. Самата брава има еден уложак и тој уложак страда со текот на времето, на секое пали и гаси и не е скап едноставно проблем да се реши, него е многу тежок. И кај на сите мајстори избегаваат, зашто треба цел волан да се изваи, комплет со се лагери, со се комплет кај што е волано, кај што е бравата, треба се да се изваи, за да се смени, а уложак кој е 450 дена. Таму е мана на сите. Кај мене, да кажам, за сега е во ред, се уште пали, нема проблеми, фабричката си е брава и уложак. А во иднина, ако се случи проблем, да не можам да најдам решение на проблемот, едноставно сите новие, да кажам, Golf тројки Вента клава дугмина ќе се пали. А втор проблем, едноставно имат држачите на моторите. Од сите 3 држачи што ги има наменјач, еден лево, еден десно, сите страдат и на сите се, да кажам, паднати. Тие се хидрулични, работат на хидрулика и со текот на времето таа гумицата се троши и се стварат вибрации кога се гаси возилото. Супер, ајде сигурно ќе ги заинтересира и гледачите, сакам да твоја мислење, што имаш мислење за луѓето, пример, што ајде возим пример стари коли, пример, или влажбаме во нешто, што пример други некој ќе ти рече зашто продаш пари, кој нема никош пример да ги извеш и да продаш, немаш и никош да ги извеш, демек парите што ги имаш влажено во кола, да демек во ситуација си демек во загуба се пример имаш влажено 1000 евра, не знам, мотор, бандаш и интериер, све на друго. Така. Што мислење имаш ти за таквите луѓе што сакат се ново, а некој пример од нешто старо, што пример што се љубители. Мислам, паѓето 90% некои се љубители, а некои не се. Па се вака, јас ќе ти кажам од моја перспектива. Нема никаков проблем со возењето на постари автомобили, да кажем овој автомобил за една година ќе наполни 30 години, кај нас е тоа олдтаймер. Па во странство и другите земји веќе над 40 години стар автомобил. Жално е да кажам што повеќе не се произведуваат вакви автомобили. Значи тој квалитет кој се правеш, зборам баш за ВАК групацијата, Volkswagen, Audi, тие модели, тој период има многу голем квалитет во смисла на самата маска што е мека пластика, има некои детали што веќе ги нема во новите возила. И треба да имаш пред се кеф за вакво возило, не е само причина немаш пари па мораш да возиш постар автомобил. Да. Не е баш така. Поради, како што кажав неколку пати, кефо се плаќа со пари. И едноставно, кај нас барем во нашата околина, баш овој примерок е многу редок, веќе ги нема и допрва ќе ги нема. Тие што останаа веќе кои не се во добра состојба, кои не ги одржаваат, кои не ги сметаат за возила, ќе ги снема и веруваме, јас ќе ти кажам, и сите тоа многу добро го знаат, дека за неколку години сите примероци што се од Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, сите марки
кои се од 90-та година па до 2002, 3, 4, да кажам, сите автомобили кои се над 20 години стари, ќе ги нема. И да знаеш дека сите ги бараме поради тој квалитет што повеќе го нема. Така се согласен потполно и тоа се ме праша ми што ќе му препорачаш на младите што сакат да почнат од негде за неговиот автомобил и што ќе му кажеш во што пример најпоќе ќе се пронајде, дали во пример во BMW, во Mercedes, во Audi и слично. Па вака сега, јас сум пред се 21 година и од 18 години од кога веќе положив за Б категорија, правам да кажам некои идеи на самата кола, изведбам некои работи, не е се лесно, не е само да кажам пали вози, plug and play, што би рекле милитарите. За се си има, си сака време, си сака трпение, си сака разбирање. Има да кажам дека не е залудно давање на пари. Едноставно, ако те прави среќен нештото, ако ти се пронаоѓаш во, не знам, во фудбал, во кошарка, значи ако тебе те прави и те исполнува тоа нешто среќен, добро е да продолжиш да се занимаваш со тој тип на хоби, да кажам. Сепак ова е еден вид на хоби, не е само од А до Б превозно средство за тие кои се занимаваат со автомобилите и со тунирање, со естетика, со сите тие работи. Сите кои сакаат да се надоградуваат и да се пронајдат во една бранша каде што има да запознаваш пријатели, да стекнеш нови знаења, сето тоа може да го пронајдат во автомобилите или моторите. Значи се е тоа, да кажам, на исто ниво, иста вага, само што повеќе те влечи тебе. Јас сум се одлучил за автомобилите и мене автомобилите ми се, да кажам, најголемо хоби и најголемо задоволство пред се. Така е. Толку до видео, ако ви се допадне видео, ако сакате што вакви нови видео, да не заборавате да ставите лайк и subscribe и обавезно да го запратите Кико Лазар, ќе има и од BMW Клубитова акаунта први, ќе има и од мене, секако и од него, ќе има долу версија за инстаграмите. Ова е прво видео, а следно ќе биде со друг автомобил и обавезно пишете со кој автомобил сакате наредно да снима. Само ве молам да види видеото, пошто во други градови ќе биде малку покомплицирано да го разбијаме овој контент и мислам дека ќе се добро, пошто е ред кој е во мислам во Битола, не па во Македонија да снимат за секакви вид на автомобили.